Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска имаме тема од областа на гинекологијата, а поконкретно ќе говориме за стрес инконтиненција, односно неволно испуштање на урина. Ќе ги офатиме и минимално инвазивните гинеколошки процедури. Мој гостин и соговорник во денешната емисија е доктор Никола Маџунков, специјалист по гинекологија и акушерство во болницата Мартини Струмица. Доктор Маџунков, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, Александар. Благодарам многу на поканата. Чест ми што сум денес тука кај вас во емисија. Ви благодарам многу. Докторе, што точно представува стрес инконтиненцијата и колку е честа оваа состојба кај жените? Вака, стрес инконтиненцијата подразбира несакано испуштање на урина во состојби на зголемен абдоминален притисок, односно при кашлање, при кивање, при смеење кај пациентките, при зголемен физички напор. Тоа настанува најчесто поради слабење на мускулите на карличното дно, односно мочниот меур и уретрата ја губат таа потребна потпора. Како проблем е чест. Кај доста пациентки, кај доста жени, обично може да се јави на било која возраст, и на помлада и на повозрастни години, особено после породување или особено се потенцира некаде во менопауза, кога се губат хормоните во телото кај жената и условнуваат структурите на мускулите, на лигаментите. Меѓутоа, тоа што е битно кај ова состојба е што прво кај многу пациентки е чест проблем, меѓутоа пациентките поради најчесто срам, поради стигма, поради непријатност не се јавуваат навреме на лекар, со што проблемот кој што започнува како мал проблем со мало истекување под неколку капки, тој со тек на време се потенцира. Битно е пациентките кај ова состојба да бидат отворени на првите симптоми, да можат да се јават на лекар кај своите гинеколози, за да може навремено да се интервенира. Значи, ова состојба не е нормален дел од старењето, туку е состојба која бара лекување. Да, не е нормален дел од старењето, туку е состојба која што се јавува често и кој што има потреба од третман. Најбитен момент би кажале тоа што пациентките треба да се јават уште на првите симптоми, кога состојбата е веќе на почеток, за да може да се планират правилни третмани. Така, освен симптом, како што го споменавме и како што гласи самото име, неволно или не по своја желба испуштање на урина, кои други знаци може да укажат дека ќе дојде до ваква состојба кај жените? Симптомот, главниот симптом е несаканото испуштање на урина, и тоа многу често кај состојби. Најчесто се јавува кај пациентките кога кашлат, кога киваат, кога се релаксирани, кога се смеат или при нормални физички активности. Започнува при обично кога се пациентките или жените во некоја состојба кога се преморени физички или кога дигат некои тешки работи. Меѓутоа, со тек на време, ако прогредира состојбата, таа станува почесто и дори почнува да се јавува и при нормални физички, при движење, при качување по скали, при нормални секојдневни активности. Значи, нарушено е секојдневието во едноставна смисла на зборот. Да, во суштина е проблем кој што го нарушува сериозно квалитетот на живот кај пациентите. Рековте дека најчесто е во менопауза, меѓутоа може и кај помлади пациенти. Дали тоа значи дека се нарушува и интимниот живот кај овие помлади пациенти кои се соочуваат со стрес инконтиненција? Кај пациентки знае да се јави и на порана возраст. Обично тие пациентки имаат некоја генетска предиспозиција, така да може да се јави сериозно да го наруши интимниот однос, со што пациентките почнуваат и да се затварат во себе, да избегнуваат интимни односи
и севкупно да влијае на квалитетот на живот. Ги споменавме симптомите, меѓутоа кои се најчестите причини или ризик фактори за стрес и инконтиненција? Најчести ризик фактори би кажал дека е бременоста и породувањето. Значи бременоста е состојба во која што доаѓа до попуштање и прерастегнување на мускулите на карличното дно, посебно после породување. Исто така би кажал менопаузата и хормонските промени се исто така проблем. Генетската предиспозиција кај одредени пациентки може сериозно на рана возраст да се јави. Од друга страна, хронични состојби како хронично кашлање, како некои хронични болести така може да го потенцираат проблемот и кај пациентки кои што имаат тешка физичка работа. Така, обезитетот, односно дебелината, како влијае, дали дополнително ја комплицира оваа состојба? Да, обезитетот и дебелината и е една од причините, меѓутоа и сериозно го влошува понатаму проблемот со стрес инконтиненцијата. Постои ли начин да се превенира оваа состојба? Превенцијата подразбира секоја пациентка да одржува редовни контроли. Освен редовни контроли, ни е потребно да одржува телесна тежина правилно и многу битно е кај пациентките тоа што го правиме во последно време е после породување постпородилната рехабилитација. Тоест навремени правилни физички активности веднаш после породувањето. Така, докторе, како изгледа првиот преглед на жена која има вакви симптоми, односно неволно испуштање на урина или стрес инконтиненција? Првиот преглед започнува едноставно, како и кај сите пациентки. Многу битно ни е да ги охрабриме жените, затоа што доста често е стигмата и срамот. Да, тие се плашат да дојдат на контрола. Би кажал дека најбитен дел е веројатно разговорот, да ни кажат во кои моменти се јавува таа стрес инконтиненција, во кој степен и како. Значи започнуваме со најобично анамнеза, зимање на податоци од пациентката. Потоа, обичниот гинеколошки преглед опфаќа стандарден преглед да видиме, се прават дополнителни тестови да видиме во кој степен е изразен таа стрес и инконтиненција. Се назначуваат одредени испитувања на урината во однос на уринокултура да видиме да нема некои проблеми со инфекција и следниот чекор е да се направи ултразвучен преглед. Тоа подразбира за мене најбитниот дел и најбитниот момент од диагностицирањето на степенот на изразеност. Тоа е ултразвучниот преглед со кој што гледаме во кое ниво, дали има некое спуштање на мочниот меур, дали има одредени параметри фанелинг, уретрата во кој степен е спуштена и сите тие работи, за да може да направиме правилна проценка на состојбата, во кој степен е изразена и ако има потреба се прават одредени функционални и уродинамски тестови за понатаму. Така, во зависност од индивидуалниот пристап, тука ќе ги поканам и гледачите, почитувани, доколку имате прашање, сакате да се вклучите во денешната емисија, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 0231165566. Денеска говориме за стрес инконтиненција, односно гинеколошки проблем кај жените. Да, веќе од режијата ми јавуваат дека имаме гледачи на линија, да дадеме предност на прашањата од нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Добро утро, добар ден. Вака, јас сум сестра, медицинска сестра која пред 2 месеци отиде во пензија. Така. За време на короната обакавме скафандери и тоа траеше со сати. Тука почна да ми се случува се, за да сега сум во ситуација да носам специјални улошки кои се наменети за оваа проблематика, меѓутоа не сум отишла на лекар
И јас не знам каде работи доктора, дали на Мајка Тереза гинекологија, дали може кај него да закажам термин и што ми треба. Во ред, да, докторот работи во Струмица, да, гостин е од Струмичката болница Мартини, меѓутоа ќе ви објасни да како да закажете преглед или каква е постапката и дали ова може да вашиот проблем дали е само за маскирање со тие специјални влошки или може и да се интервенира и хируршки и да се реши проблемот? Вака, јас ја советувам пациентката да закаже преглед. Прво, многу битно е во вакви состојби да се одреди степенот и јачината на стрес инконтиненцијата, за да можеме да направиме проценка каков третман е потребен. Во однос на степенот на стрес инконтиненција имаме најразлични третмани. Прво имаме нехируршки третмани за почетните стадиуми на болеста. Ако е нешто што се јавува со повисок степен и се јавува многу често, тога имаме и хируршки третмани, неинвазивни третмани кои што може да и помогнат. Така да јас ќе советувам да слободно да не контактира и после првиот преглед може да се одреди стадиумот на болест и да се одреди кој третман ќе биде најдобар за него. Во зависност од степенот на состојбата. Доколку имаме и следен гледач или односно гледачка, добар ден, во програма сте. Здравство емисијата. Поздрав и до вас. Ала, јас поледувам од инконтинент. Ова ми е 6-та година. Така. 3 години општи лекар ме лекуваше со цитерал. Цитерал, кога го употребувам, не смеам на сонце, излегувам ради печење на телото, на лицето, на рацете. И сега, овие 3 години, само на ходам, разни лекарства ми се дава, али мокрењето ми е катастрофа. Дали се соочувате со истите симптоми кои ги споменавме на почетокот на емисијата, односно неволно испуштање на урина? Се е завршено. И го молам докторо да ми каже дали е подобро со операција без на гинеколог. Гинекологот ми рече прстен да ми ставиле. Рече ќе си го купите сама, кошта 1600 денари, ќе го наместиме. А го прашав дали тоа ќе биде лек за мене. То јас не можам никаде да појдам. Не можам да појдам внуците да си ги видам. И не можам таму да седам како човек што се вели. И затоа го замолувам докторо. Да, ќе ви даде совети и препораки, да, секако и дали досегашниот начин, односно третман е соодветен. Да, ова е многу жени талкаат низ системот да пробуваат прво со антибиотици како што слушнавме. Многу е битно тоа што претходно го кажа. Прво да се исклучи дали се работи за некоја инфекција која што ги предизвикува проблемите. Веројатно кај пациентката тоа е решено покриене подолг период со антибиотска терапија. Меѓутоа, доколку не помага, тогаш мора да се одреди соодветно на состојбата каков третман и е потребен. Дали нехируршки, дали хируршки, то се ќе зависи од прегледот. Имаме, значи кај пациентки кои што имат одредени хронични состојби и не се кандидати за поголеми операции, имаме неинвазивни методи кои што се работат во краткотрајни анестезии кои што може да им помогнат како трансвагиналните траки и други неинвазивни хируршки третмани. Така. Доколку имаме и следен гледач, односно гледачка, добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Едно прашање до докторот. Повелете. Јас сум жена од 75 години, имам направена хистеректомија пред 25 години. Наводно тогаш и бешиката ми е подигната како што бев информирана. Меѓутоа сега
преку ден немам проблем. Навечер имам проблем, ми се случува да не можам да одам до WC, не можам да урината да ја контролирате. поддржам. На што се тоа должи, докторот ако може да ми објасни. Во ред. Свака кај пациентки кој што е направена гинеколошка операција хистеректомија, многу често многу битен момент кај стрес инконтиненцијата да разликуваме од другите инконтиненции. Веројатно кај пациентката станува збор за ургентна инконтиненција и самата етиологија и симптомите се различни. Јас пак ќе советувам да направи соодветен преглед. Ние имаме искуство кај пациентки со ваков случај, го користиме третманот со функционална магнетна стимулација. Тоа е специјален стол, Тесла стол, на кој што пуштаме специјални електромагнетни бранови кои што прават супрамаксимални контракции на мускулите на моќниот меур и ја подобруваат инервацијата на моќниот меур и уретрата. Имавме два случаи во кои што имавме многу убави резултати кај пациентката. Пациентката исто така дојде кај нас со вакви симптоми, така да ќе советувам. Имаме, како што реков и претходно, и нехируршки третмани и хируршки третмани, меѓутоа многу е битен прегледот за да се процени состојбата и да се најде. Ако станува збор за другиот тип на инконтиненцијата, ургентна континенција, таа се третира со соодветни таблети и друга терапија. Со медикаментозен третман, да. Ќе вклучиме уште една гледачка. Добар ден, во програма сте. Дали се слушаме? Добар ден. Веќе ве слушаме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Овдека е предна пациентка, возрастна 73 години. Ме слушате? Да, продолжете. Јас имам мака што бешиката, ако не ја притиснам, мокрачата не стече. Затоа го молам докторот да ми објасни дали треба да се јавам на гинеколог, дали треба, има потреба, немам ништо болки, немам ништо, меѓутоа ако не ја притиснам бешиката посилно, мокрачата само не се испразнува цела. Дали имате некакви прегледи кај матичен хирург? уролог? Не сум била на преглед затоа што вака не ме боли. Го решавате мануелно вашиот проблем, да. Секако ќе добиете совети и препораки да ова е обратна ситуација. Да, ова е обратна ситуација. Стрес инконтиненцијата. Ќе посоветувам пациентката да направи преглед кај својот гинеколог и во зависност од тоа немам податоци дали е претходно оперирана, дали има некои други проблеми. Ова најчесто се јавува после претходни операции или кај повозрастни пациентки кај што има спад на гениталните органи, посебно на моќниот меур и преден вагинален ѕид, така да и тоа се решава на друг начин. Тоа се прави специјални пластики на вагина, подигане на моќен меур, така да има третман, само што јас пак ќе ги советувам сите пациентки со вакви проблеми и тегоби да се јават кај својот гинеколог за да може да се направи преглед. Да не чуваат во себе и да не се срамат затоа што нема потреба, едноставно со преглед и постојат многу начини на третмани и ќе си ја решат маката, односно проблемот. Бидејќи ме интерес од гледачите, ќе вклучиме уште една гледачка. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Вие сте наред? Повелете. Ало? Да, повелете со прашањето, во програма сте. Добар ден и поздрав до докторот. Поздрав. Да, очигледно телевизорот ви е пуштен и доцни малку звукот. Доколку сте се уште на линија, продолжете директно со прашањето. Сакам да ве опрашам докторот. 63 години имам. На гинеколог сум проверила, све добро е. Да, имаме проблем, да не губиме време. Ало? Да, господјо, продолжете. Да опрашам уште ова. Докторот
немам некој притисок без шиката, добро ми е, немам мокрење, немам ништо. Само кога ќе одам до ВЦ по мала нужда и тога станувам и уште исте док имам, а сум мислела дека завршувам. Дали е некој проблем тоа? Во ред. Да, ќе добиете одговори, совети и препораки. Секој е добро, господјо? Да, јас ќе советувам пациентката исто. И потребен е преглед, кај неј веројатно ќе треба да се направат некои уродинамски испитувања за да се види ултразвучен преглед пред и после мокрење, за да се види дали мочниот меур задржува недоволно се празни, за да може да се провери што и за тоа има соодветно решение и третман. Така, значи господјо, соодветен преглед и ќе се констатира дали и при полна и празна бешика состојбата е различна или дали се задржува дел од урината, не се празни Многу е битен, докрај. на сите ќе ги советувам прегледот, затоа што секој вид на инконтиненција или проблем со мочниот меур кај жените може да биде состојба поради некоја терапија што се прима, поради некоја хронична состојба и битно е да се кажат сите податоци кај својот гинеколог за да може правилно да се третира. Така, докторе, споменавте дека и битно е да се разграничи исто така дали станува збор за друга инконтиненција или за стрес инконтиненција, односно неволно испуштање на урина. Можат ли сами пациентките да направат разлика, вклучително и вие лекарите гинеколози при првиот преглед, или се потребни дополнителни испитувања за да се разграничи за каков тип на, односно вид на инконтиненција станува збор? Да, уште на самиот преглед ние правиме разлика за кој тип на инконтиненција станува, најчесто од самите симптоми што ни ги пријавуваат пациентките. Имаме и соодветни испитувања, понекогаш овие состојби знаат да се преклопуваат, кај една пациентка може да се јави тој мешан тип на инконтиненција, меѓутоа и кај двете состојби можат успешно да се третираат, меѓутоа клучно е тоа што ќе кажам, пациентките мора навремено да се јават. Колку понавремено се јават, таа состојба може поедноставно и полесно да се реши. Така. Ќе се префрлиме, рековте дека постои и медикаментозен третман, односно нехирушки третман, све зависност од симптомите и состојбата при прегледот. Во кој случај е неопходен хирушки третман и докаде е современата медицина? Дали се применуваат и минимално инвазивни гинеколошки процедури при вакви состојби како што е стрес инконтиненцијата? Вака, кај по-високите стадиуми, кај пациентки кои што имат поизразени, почести симптоми, кои што се јавуваат секојдневно и кои што им го нарушуваат сериозно квалитетот на живот, и доколку не помогнат нехирушките третмани како физикална терапија, промена на животен стил, тогаш преминуваме кон хирушки третман. Сега, модерните хирушки третмани опфаќаат неинвазивни методи. Јас тука на прво место би го ставил лапароскопската бурч слингоидна колпосуспензија, која што е минимално инвазивна метода. Се поставуваат одредени шавови за да дојде до подигање на структурите околу мочниот меур. Друг тип на третмани се трансвагиналните траки и трансобтураторните траки, тоа се специјални видови на траки кои што се стават под мочниот меур, исто така неинвазивна метода која што е еднодневна хирушка интервенција. Веќе другиот ден пациентката може слободно, нормално да функционира. Ги има и одредени ласерски третмани, меѓутоа клучно е тоа што би кажал е прегледот кај пациентката, за да може, ако одиме на тоа да имаме индивидуализиран пристап кон пациентката, ние мораме да направиме соодветен преглед, ултразвучен преглед, да направиме проценка кој третман е најсоодветен за пациентката. Денес ги имаме тие минимално инвазивни третмани кои што вистински помагаат, а од друга страна пациентките веќе
имат минимална траума, минимални Дневна болки, хирургија. дневна хирургија и може да сериозно да влијат на подобрување на квалитетот на живот. Еве кога сме кај дневната хирургија во гинекологијата и при ваква состојба, колку време трае операцијата, самата интервенција и какви подготовки се неопходни, значи, пред самата процедура? Третманот и траењето на оперативниот завод зависи од тоа кој третман ќе го избереме, кај која метода, пациентка. да. Лапароскопијата е малку посериозна, мона подразбира и поголема припрема за пациентката и се, меѓутоа тоа е еден вид, колку повеќе се припремиме, подобро се припремиме, толку поуспешна ќе ни биде и интервенцијата и пациентот побрзо ќе си оди дома. Обично ги пуштаме веќе наредниот ден, кај траките што се поставуваат веќе наредниот ден. Интервенцијата трае некаде од 20 до 40 минути, се прави избор на анестезија соодветно на состојбата на пациентката и веќе наредниот ден пациентката си оди дома и се продолжува со нормални активности. Каква анестезија се користи? Дали локална во ваков случај? Обично кај траките кога се поставуваат се става таа спинална анестезија, лапароскопијата подразбира општа анестезија и таму процедурата е малце поголема и посложена. Со оглед на дека станува збор најчесто за повозрастни жени, дел од нив се соочуваат и со останати здравствени состојби, односно коморбидитети. Како се уклопуваат овие состојби со самата интервенција? Да, затоа е битно да се користат тие минимално инвазивни техники, затоа што и од пациентките што ни се јавија, најчесто станува збор за повозрастни пациентки кои што веќе имаат некои состојби, коморбитети и се, и затоа е многу битен правилната проценка на состојбата на стрес инконтиненцијата, коморбитетите кои ги има и да го избереме најсоодветниот третман за нив, за да можат нормално да функционираат. Така, кога да очекуваат пациентките да се вратат на секојдневните активности? Рековте дека е дневна хирургија, дека утредента од превентивни причини се останува еден ден во болница. Обично после секоја интервенција правило е, барем кај нас во нашата институција, пациентката да остане во болница барем една вечер, за да видиме дали се во ред, како функционира. Веќе наредниот дел, пациентките, најголемиот дел, немаат нити болка, нити се, и ги пуштаме на домашно лекување, даваме соодветни препораки во однос како да се однесуваат, како да се чуваат, за да не дојде првата недела. На што најмногу треба да внимаваат после операцијата? Најмногу треба да внимаваат на физичката активност, да не дигаат некои тешки работи, тешка физичка активност, тоа да почне полека да се враќат во нормални секојдневни активности и после еден месец кога правиме таа прва контрола, правиме проценка дали можеме да продолжиме со одредени физички активности или не. Така, докторе, во кој случај се препорачува, еве, споменавте физикалната терапија, дали и после операцијата е посакувано или потребно физикална терапија? Вака, физикалната терапија која што ние ја користиме, искрено ние користиме веќе последната година и пол, тоа е Тесла стол, специјален стол за физикална терапија кој што користи електромагнетни бранови. Искрено јас сум презадоволен од тој третман кај пациентките, затоа што имаме сериозно добри резултати. Многу е битно, тоа што рековме, стадиумот на болеста. Тој третман го користиме кај почетните стадиуми, првиот и вториот стадиум кај пациентките, додека состојбата не прогредирала. Идејата е пациентката седи облечена, нема никаков нелагодност или било што. Третманот трае некаде околу 30 минути, при што од апаратот се испуштат специјални електромагнетни бранови кои што прави, рековме, некаде околу 30 до 50 илјади супрамаксимални контракции, да ги истренира мускулите на мочниот меор и да ги врати во нормал. И веќе после шестиот третман, зависно од состојбата, имаме различни
различни третмани, например некој пациентка која е со полесен стадиум користиме 6 до 8 третмани или 10 до 12. Интересно е што и кај состојби, како што реков претходно пациентката, после хистеректомија, кога се јавуваат, добивме изненадувачко добри резултати и пациентките се чувствуваат убаво. Може ли да се повтори состојбата и покрај интервенцијата хирушка? Да, значи стрес инконтиненцијата е малку сложена проблематика. Кај голем дел од пациентките помагаме и со хирушки третмани, има подобрување на симптомите и се меѓутоа кај некои пациентки после извесен период и покрај хирушкиот третман, доколку дојде, например, ако има некоја хронична состојба, хронична кашлица, обично кај пушачи, кај хронични бронхити или астма, астма, знае да дојде до повторување на симптомите. Тогаш препорачливо е повторна интервенција? Тогаш е малце по-комплицирано. комплексно, тогаш се прави повторна проценка и се бира дали ќе продолжиме со некоја друга хирушка интервенција или ќе се вратиме на физикална терапија. Така, на самиот крај од емисијата, ваши совети и препораки до сите гледачки пред се, бидејќи говориме за гинеколошка тема, конкретно за стрес инконтиненција? Вака, јас би ги советувал сите пациентки прво да не се срамуваат од состојбата која што ја имаат, доколку се појават и првите симптоми на проблеми со мокрење, стрес инконтиненција или било кој тип на стрес инконтиненција, да не се плашат, да се јават кај својот матичен лекар, матичен гинеколог, да ги објаснат сите симптоми, за да може навремено да се третират. Во последно време имаме се повеќе пациентки кои што слободно дискутираат, се јавуваат за такви проблеми, така да јас ги охрабрувам сите, затоа што стрес инконтиненцијата е состојба која што сериозно знае да го поремети, да го наруши квалитетот на живот и пациентките некако знаат да се затворат, да почнат да се движат, да се изолираат, да се движат само околу тоалетот за жал. Да. Така, докторе, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте денеска на ова доста честа, за жал, тема, но и за корисните совети и препораки. Ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам многу на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и во понеделник. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав викенд и грижете се за вашето здравје. Пријатно!